Нема застој во динамиката на одвивањето на активностите околу реализацијата на проектот за целосна реконструкција и доградба на општинската зграда, која треба да заврши годинава. Оттоку ќе се спроведат постапките околу јавните набавки предвидени за тековниот месец и во текот на април ќе се потпишаат договорите со инвеститорите и изведувачите. Кон средината на годинава треба да стартува градежната оператива, односно да стартуваат градежните зафати и активности. Впрочем, еве ги очекувањата во оваа насока на градоначалникот Ратко Димитровски. Проектот е добиен, тој е од прекугранична соработка, од ИПА програмата, значи, апликант е Источен плански регион, меѓутоа општината Кочани е составен дел на тоа, значи ја подготвуваше целосно апликацијата општина Кочани, заедно со општина Благоевград. Договорите со ИПА програмата се подпишани, се очекува во месец февруари, значи овој тековен месец, да се распишаат јавните набавки, за да во април некаде се склучат договорите и да во средината на оваа година да се отпочне со работа на реновирање, односно на комплетна реконструкција на општинската зграда. Се работи за замена на сите прозорци, се работи за замена на кровот и подигање уште на едно подкровје, значи иста висина само со подкровје, кое што може да биде во функција на совет или во функција на други организации од општината, и се работи на овозможување за пристап на инвалидни лица со посебен лифт за инвалидни лица. Ќе добиеме една енергетски ефикасна зграда на општината Кочани. Ќе се изврши комплетна замена на вратите и прозорците, ќе се реконструираат сегменти од внатрешноста на зградата, а предвидена е доградба на поткровје кој ќе обезбеди дополнителен простор за администрацијата и за другите потреби на локалната самоуправа. Проектот е добиен преку Источниот плански регион во рамките на меѓуграничната соработка, каде општината аплицираше во текот на минатата година. Покрај средствата од ИПАР програмата за реконструкција на електричната и водоводната инсталација, со соодветен износ ќе учествува и општината, што веќе е предвидено во буџетот за оваа година. Инаку последните градежни активности во општинската зграда се однесуваат на преадаптацијата на дел од објектот во кој сега е сместен едношалтерскиот систем и претходно реконструкцијата на санитарниот чвор, реализирана уште додека градоначалник беше Лазар Веселинов кон средината на 90-тите години.